Пред малку зајди, јасно сонце, една од најубавите, антологиските и толку судбински песни за македонскиот народ. Сонцето може би зајде затоа што Проевски денеска сонце овде на плоштадот Македонија како вистинска потврда за контрадикторноста на животот. Лила? Што да кажам? Шокирана сум максимално, навистина не можам да се приберам. Гледав се некој негово кратко интервју во кое што вели ќе пеам додека сум жив. Песните од последниот албум ми се сите некако така пророчки, некако мојот живот е игри без граници, имали ден за нас и такви песни. Не можам да се соберам, меѓу првите дојдов да положам цвеќе, да му кажам некако сакаме сите дека никој никогаш нема да го заборави и дефинитивно ако е некаква утеха, сите велат дека добрите луѓе Господ ги зима многу порано, ти имаш само 26 години и јас сум искрена дека се наоѓа некаде таму близу Господ и дека му е убаво и дека е можеби некој ангел. Читав и убави коментари. Сите велат дека е човекот ангел. Ето толку имам да кажам. Ако има зборови, тогаш тие зборови извираат од душата на македонскиот човек, кој секогаш е на страната на оние кои од секогаш страдале, на страната на оние кои од секогаш вистински знаеле да љубат и да се жртвуваат. Маријан Цветковски со мене не можеше да ги сокрие солзите, верувајте, како и стотиците, илјадниците скопјани, македонци, без разлика на тоа каде се денес. Па ова е голема трагедија, не само за семејството, туку за целокупната македонска нација и за сите народи на Балканов, затоа што Тоше представуваше икона за многу млади луѓе и патот кој што го почна пред повеќе години, мислам дека овие млади луѓе тука сите ние треба да го продолжиме понатаму, затоа што Тоше Проевски воспостави одредени стандарди не само во музиката, туку и во целокупното живење. И фала му на Господ што лично го познавав, фала му на Господ што човекот овде направи многу хумани дела и остави една голема порака за сите нас дека треба да продолжиме да го славиме животот, да пееме за животот и тоа што ќе остане секогаш запамтен во нашите срца и во нашите мисли. И веќе е легенда. Да, тоа е коментарот помеѓу сите луѓе овде. Митот за него веќе е испишан, постои и човекот го осветли патот на многу млади луѓе кои што ќе трнат да ги стигнат неговите квалитети како човек. Голема загуба, уште еднаш ќе кажам, за македонскиот народ, за сите нас. И мене ми е просто неверојатно ова што денеска ни се случи на сите нас. Фала му на Бога што го имавме. Велат, годините што сите овие луѓе овде ги поминаа со песните на Тоше Проевски, ќе бидат исто можеби вака светли, како ова сонце над плоштадот Македонија во овој кобен октомвриски ден за Тоше и за сите нас. Повторно јавување од плоштадот Македонија за некоја минута. Кој лично го познаваше. Мики. Страшно ми е тешко да најдам зборови кои би го опишале моето чувство сега. Тоа што лично го познавав. Таква душа мислам дека веќе нема да се роди. Човек кој неизмерно му веруваше пред на човекот, а и на Бога. Единствената македонска звезда, која сигурен сум дека никогаш нема да престане да сјаи, која секогаш ќе остане да живее во нашите срца и ќе биде легенда сигурно. Мики, знам дека е многу тешко во овие моменти. Меѓутоа, имаш ли посебна песна која што во твоето срце секогаш кога ќе помислиш на Тоше, ќе одзвонува како рефрен? Верувајте дека од Сабајле, од кога слушнав за оваа страшна вест, стотици негови песни ми се вртат во главата. Веројатно ќе излезе некоја што секогаш ќе паметам. Сите негови песни носеа символичен наслов и неговиот последен албум како молитва. Молитва до Бога од сите нас овде во Скопје
од сите во Крушево, од сите македонци во било кој град на нашава преубава земја, од сите добри луѓе на Балканот и подалеку. Молитва никогаш да не се заборави сето она што Тоше значеше за добрите луѓе, без разлика на нивната припадност. Повторно вклучување од плоштадот Македонија за некоја минута. До мене и големиот актер Васил Шишков. Васил. Прво, сакам да дадам сочувство на фамилијата, што е многу болно и овој народ не може никој да го собере вака. Втора работа, од Македонскиот национален театар до фамилијата и до целиот овој народ овде што е, сочувство. Многу сум гневен и бесен, бидејќи Господ не е фер, тоа е факт. Сепак ги обедини овде народот. Тоа го сакаш и Тоше. Бевме добри другари, изгубив многу добар другар. И едноставно човекот сакаше оваа Македонија, какво да е парче земја, да е достоинствено, да има дигнитет. Значи, денеска многу ми е тешко. Значи, не фолираме, со тоа што овој народ овде не седи за џабе. И тој човек не е изгубен за џабе. Јас лично и персонално од мојата фамилија, Јоана Шишкова, сестра ми, Васил Шишков, и фестивалот Шишков ќе ја посветиме следниот фестивал на Тоше Проевски во Струмица. И сакам да кажам дека едноставно душата ме боли заради тоа што сме разделени скроз сите. Разделени. Треба ова да се случи за да се споиме? Не. Јас ви гарантирам од име на фамилијата Шишков. Ова не треба да се случи. И нека му е слава, мада, ќе кажам, не е фер. Ни од Господ, ни од нас. Фала. Ја едну државу не познаем која се зове Фиром, ја долазим из Македонија. Значи важно, така е. Живи мојка не сум имал